Емитуваме регионални вести на телевизија КИС за првиот ден од оваа работна недела. Од улицата која води кон автобуската и железничката станица во Тетово повторно изби атмосферска канализација која е помешана со фекални води. Граѓаните велат дека со децении се соочуваат со овој проблем и бараат негово конечно решавање. Патниците пред да се качат на автобус или воз ги пречекува неподнослива смрдеа. Во и околу кругот на автобуската железничката станица во Тетово деновиве се шири миризба на фекалии, откако започна водата од атмосферската канализација да избива на површина. Сопствениците на локалите во овој дел на градот, кои се најзагрозени од оваа еколошка катастрофа, велат дека со децении се соочуваат со овој проблем. Но во последно време е се поголем, затоа што на атмосферската канализација на диво се приклучуваат новоизградени објекти, каде ги поврзуваат и нивните тоалети. Овде у град Тетово уклучено и фекалне и атмосферске воде. И онда и кад не пада киша, пошто сад уклучена на мала цев, нама изли овде фекалне води. Не може се живи, ќе се разболи народ. Да работимо. Калот све унутра влага у локал. То треба да зема мерка некој. Ова не можем да работиме. Од секторот водовод и канализација при јавното комунално претпријатие Тетово велат дека се запознаени со проблемот кој е поизразен после секој пороен дожд. Истакна дека е потребна целосна реконструкција на канализационата мрежа во градот, која претесна да ги прими сите атмосферски и фекални води, дополнително и поради тоа што граѓаните во водоводните и канализациони цевки фрлаат се и се што. Колку е со капацитет, дали одговара на потребите на градот, сигурно треба доградба нова и нови линии, некаде и реконструкција на постоечки и така натаму. Од општина Тетово не прецизираа дали и кога ќе преземат мерки за реконструкција на канализационата мрежа која води кон автобуската станица. Истакна дека работат на проекти поврзани со подземната инфраструктура во градот, за која првично се предвидени 32 милиони денари. Пазарот на Големо во Тетово, кој никогаш не профункционира, ќе се пренамени во парк за млади. Волонтери од неколку невладини организации започнаа со чистење и уредување на местото. Локацијата спроти автобуската станица во Тетово, која никогаш не профункционира како пазар на Големо, ќе се пренамени во скейт парк. Неколку невладини организации со идеја ова место да стане парк, кој ќе им користи на младите во градот. Деновиве повеќе мина волонтери започнаа со активности за чистење и уредување. Ние моментално имаме еден проект во кој соработуваме, сме во партнеритет со една невладина организација од Бруксел и една од Приштина. Нашата целот проектот е да го адаптираме едно место, опуштено место од градот и да го трансформираме во центар за активности за млади луѓе. Сите од Тетово се добродојни да ни се придружат и да организираме активности што ќе ни се требат нас како општество тука, што ни се потребни. Ова место уште специфично не е евидентирано што ќе се прави. Прво имаме потреба да го чистиме како што го видите местото. Планираме, првиот план е да го правиме еден мал скейт парк за луѓе што скейтират. После тоа ќе се види, зависи од буџетот и од многу други околности, ќе гледаме што ќе може да се прави. Волонтерите ги покануваат сите заинтересирани да се придружат на акцијата или да донираат материјали кои би им користеле. I'm Kevin from Belgium. We are with the organization Two Stands and Јас сум Квин од Белгија, заедно со организацијата Two Stands и Дермокис од Приштина, како и со Демокраси Лаб. Тука сме да изградиме социјално-културен центар. Сите можат слободно да ни се придружат, особено младите може да дојдат и да помогнат. Ни требаат материјали како метални и дрвени конструкции, кои што би ги употребиле. Може да најдат тука или во нашата канцеларија. Bring it to us, we will be able to use it. Проектот на невладините организации Демокраси Лаб од Тетово, Тустант од Брисел и Термокис од Приштина во соработка со општина Тетово. Освен изградбата на овој скейт парк, предвидува и трансформација на старата зграда на Радио Тетово во алтернативен простор за младински активности. Реализацијата на проектот е предвидена да заврши на 16 јули.
Утре вечер на подрачјето на Гостивар ќе се врши првата фаза од дезинсекцијата против комарци. Општината упати апел до одгледувачите на пчели да ги заштитат во периодот на прскање. Сепак знак прашалник е колку прскањето ќе биде успешно со оглед на препораките. Првата фаза да се изведе во пролетните месеци, кога комарците се ларви. Првата фаза од дезинсекција против комарци и други штетни инсекти на подрачјето на општина Гостивар ќе се спроведе утре вторник од полнок до раните утрински часови, соопштија од Гостиварската локална самоуправа. Како локации за првото прскање се определени улиците Живко Брајковски и Чеде Филиповски, односно градскиот парк од двете страни на реката Вардар, реонот околу општата болница, улица ЈНА до Здунјска раскрсница, коритото на Вардар во атарот на село Равен, каналот од Здунјската раскрсница, шеста зона, населбата Малјарди, улиците Илинденска и Беличица, населбата Фазанерија, селото Бањица, булеварот Браќа Гиновски, реонот на излезот на градот кон село Чајле и реката Јахорка во Форино. Во случај на време со дожд или силен ветер, дезинсекцијата ќе се одложи за утредента или било кој друг ден со поволни временски услови. Општината упати апел до одгледувачите на пчели да ги преземат соодветните мерки за заштита, да ги засолнат пчелите во нивните сандаци, да обезбедат потребна количина на вода за држење на пчелите затворени минимум 5 до 6 часа по третманот на подрачјето. Прскањето против комарци е обврска на локалните самоуправи. Сепак, за да биде што поуспешна со дезинсекција треба да се започне во пролетните месеци, кога комарците се ларви, со што се спречува нивното размножување. Полициски службеници на СВР Тетово во рамки на проектот Превенција од тешки кражби викендов се сретнаа со представници на местните заедници на Чигране, Чајле и Форино. Освен за превенција од кражби, било разговарано и за превенција од пожари и за воздржување од пукање од огнено оружје на свадби. Во рамки на проектот Превенција од тешки кражби, кој започна овој месец, и другите планирани летни мерки и активности од областа на јавниот ред и мир, чиј носител е секторот за внатрешни работи Тетово, изминатиот викенд се одржаа средби со раководствата на местните заедници од гостиварските села Чигране, Чајле и Форино. На средбите полициски службеници поблиску ги запознале представниците на трите местни заедници со содржината и целта на проектот, односно како граѓаните најефикасно да се заштитат од провални кражби во нивните куќи и како да постапат доколку забележат движење на сомнителни лица, особено во вечерните часови. Покрај ова станало збор и за престојното доаѓање на времено вработените во странство и организирањето на свадбени и други семејни свечености и за потребата да им се укаже на организаторите на вакви свечености поединци да се воздржат од пукање со огнено оружје и од неовластено приредување на огномети, кое представува законски прекршок, но и кривично дело зависно од околностите и крајните последици. На состаноците исто така договорено е да им се објасни и да се побара од земјоделците максимално да внимаваат кога ја користат механизацијата со која располагаат и особено кога се движат по околните регионални и локални патишта, меѓутоа и на опасностите од полски пожари следните 2 месеци. Вакви состаноци предвидени се и наредните денови, претежно со раководствата на урбаните и местни заедници од Тетовското гостиварско подрчје, со цел да се превенираат можните несакани појави и проблеми од безбедносна природа и карактер. Под закана со пиштол непознат разбойник вчера одзел пари од касата на обложувалница, но и од чантата на вработената. Полицијата информираше и за пронајден ракетен фрлач покрај локалниот пат Јажинце-Радуша. Вчера вечер околу 21 часот засега непознат сторител маскиран и вооружен со пиштол извршил разбойништво во спортска облажувалница на улица Илинденска во Тетово, собственост на 38 годишен тетовец, соопшти СВР Тетово. Во објектот во кој била само вработената, заканувајќи се со пиштол, од фиока на касата одзел 12.420 денари и уште 2.000 денари кои се наоѓале во нејзината чанта. Со одземените парични средства и клучот од касата на брзина излегол од обложувалницата и со велосипед го напуштил местото. Се преземаат мерки и активности за расветлување на случајот и за откривање на сторителот.
Како што соопшти СВР Тетово, 46 годишен жител на Тетовско Нераште, вчера околу 18 часот пријавил дека ловејќи риби во реката Вардар покрај локалниот пат Јажинце Радуша, заедно со негов другар, пронашле експлозивна направа. Извршен е комплетен увид, а станува збор за ракета, ракетен фрлач РПГ-7, која видливо била корозирана на нејзиниот површински дел. Ракетата е фотодокументирана, подигната и безбедно транспортирана од представниците на Дирекцијата за заштита и спасување. На скопските клиники почина 21-годишно момче кое на 29 јуни било тешко повредено од тројца насилници. На социјалните медиуми граѓаните пишуваат дека 21-годишниот Никола Саздовски бил член на навивачката група Комити и поради тоа бил нападнат од други навивачи на друг клуб. Исто така се посочува дека МВР по случајот постапувала по неколку дена, а предметот бил заведен како насилство и покрај тешките повреди кои ги имало момчето. Денес МВР преку соопштение информираше дека случајот бил експресно расчистен. Секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава против ББ 20 годишен, СД 21 годишен и ЈЛ 19 години, сите од Скопје. На 29 јуни околу 17:30 часот во Скопје на автобуска постојка на булеварот Александар Македонски пријавените физички го нападнале НС, пошто тој бил пренесен во клинички центар Мајка Тереза Скопје. По преземените мерки од страна на полициски службеници, прво и второ пријавениот се лишени од слобода и одредена им е мерка притвор. Целокупниот доказен материјал е предаден на надлежното јавно обвинителство и овој случај е во надлежност на Основното јавно обвинителство Скопје, се вели во соопштението. Почитувани, дозволете ми на почетокот од моје лично име и од име на Министерството за внатрешни работи да изразам сочувство до семејството на починатиот и уште еднаш да повторам дека Министерството за внатрешни работи експресно го расчисти овој случај и сторителите се приведени, а веќе им е одредена мерка притвор. Имено на 29 јуни на автобуска постојка на булеварот Александар Македонски 3 лица на возраст од 19, 20 и 21 година го нападнале НС, пошто НС е пренесен во ургентниот центар. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности и прво пријавениот и второ пријавениот се лишени од слобода и веднаш потоа одредена им е мерка притвор. Целокупниот материјал со сите докази е доставен до надлежното јавно обвинителство и надлежно за овој случај е Основното јавно обвинителство во Скопје. Регулаторната комисија за енергетика денеска ги соопшти новите цени на бензините кои поскапеа за 1 динар по литар. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 72 динари за литар. Малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 74 динари за литар. Малопродажната цена на Евродизелот се зголеми за половина динар и изнесува 64 динари за литар, како и малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство кое се зголеми за половина динар изнесува 52,5 динари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголеми за 1 динар и изнесува 34,71 динари за килограм. Општината Маврово и Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект. Соопштение за организирање на јавна анкета со јавна презентација за архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела за легализација на објект на катастарска парцела број 89/4 и делот катастарска парцела број 89/1 Ничифорово, село Мавровјанови. Опфатот на овој архитектонско-урбанистички проект е дефиниран од север граница која представува постоечка улица, локален пат за село Врбен, од исток границата започнува со линија која поаѓа од постоечката улица низ катастарска парцела број 89/1 и се надоврзува на катастарска парцела број 89/4 и продолжува по оваа граница се до прекршувањето на југ, каде исто така се движи по границата на катастарска парцела број 89/4, тоест по границата на пристапна пешачка патека Скали, по која граница продолжува и од западната страна, за на крај по вертикала да продолжи праволиниски низ катастарска парцела број 89/7 се до спојот со северната граница.
Опфатот се состои од една градежна парцела и е со неправилна форма и се дефинира градежна парцела околу претходно легализиран објект. На овој начин се формира опфатот 674,18 метри квадратни. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на соопштението, и тоа од 9.7.2018 до 13.7.2018 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 9.7. во 10 часот во просториите на Одделението за урбанизам во Мавровјанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје, опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Викендов во Тетово се одржа културната манифестација Фолклорни игри под шара. Истата ја организираше Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка. Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка викендов организираше културна манифестација Фолклорни игри под шара. Сдруженијето на срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово за прв пат организира манифестација како што е ова, која има мултиетнички карактер и на која настапуваат културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места, кои го негуваат македонскиот фолклор и фолклорот од различните националности кои живеат под ова поднебје. И како што е шар планина горда на шаренилото на народните носи, песните и ората на граѓаните кои живеат во незиното подножје, така и ние, како Сдружение, вечерва сме горди на културно-уметничките друштва кои ја прифатија поканата да учествуваат во нашата програма. Тука особено би сакала да ја истакна важноста од постоење на вакви друштва како место каде се негува и чува традицијата, што придонесува во негувањето и развивањето на националниот и културниот идентитет на секој народ. На неа со народни песни и ора настапија повеќе културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места. Екипата на Сиричино е победникот на ноќниот турнир кој вчера заврши во населеното место Ратае. Играа против Тузла МК од Жилче, а за третото место се избори екипата на Мафи од Фалише, која ги одмеруваше силите против Деко и Гитим од Јегуновце. Населеното место Ратае ја продолжи долгогодишната фудбалска традиција во селото. Синоќа се одиграа полуфиналните и финалните надпревари во мал фудбал. Победник на турнирот Ратае 2018 е екипата од Сиричино, која ја победи екипата на Тузла МК од Жилче со 3:0. Во полуфиналето играа Деко и Гитим од Јегуновце против екипата на Мафи од Фалише, која се закити со трето место. Као прошлата година и ова година доста екипи се пријавија, негде 27 мислим. Турнирот заврши многу успешно, без инциденти, со доста публика. Денеска бевте присутни на полуфиналните и финалните утакмици, кои што завршија со победа на екипата од Варда Сиричино, со резултат од 3:0, им честитаме на победата. Се надеваме дека до година успешно поново ќе ни биде турнирот организиран. Благодарност до организаторите, до председателот на турнирот, до граѓаните на село Ратае, до сите присутни гости што ностоп не пратеа на овој турнир. Фудбалското уживање во населеното место Ратае траеше речиси цел месец, а на турнирот зедоа учество 27 екипи. Дека ова населено место има долга традиција на играње фудбал, говори фактот дека годинава се навршуваат 70 години од постоењето на фудбалскиот клуб Жеграб, кој своите почетоци ги бележи далечната 1948 година токму во Ратае.
Најмалку 24 лица загинаа во железничка несреќа кога воз излета од шините на западот на Турција, соопштија турските власти за новиот биланс на жртвите. На местото на несреќата која се случи во неделата на граница со Грција, рано утринава беше продолжена операцијата за потрага и спасување. Локалните власти соопштија дека несреќата се случила поради обилните дождови во тој регион. Повеќе од 200 шефови на држави ќе присуствуваат на денешната инаугурација на председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган во Анкара. Долгогодишниот турски лидер Ердоган победи уште во првиот круг од председателските избори одржани на 24 јуни и доби нов 5-годишен мандат. Меѓу високите официјални представници своето присуство го потврдија председателите на Македонија, Србија, Бугарија, Молдавија, Босна и Херцеговина, Косово, Пакистан, Судан, Венецуела, Сомалија и други. Британската полиција соопшти дека починала жената која била изложена на нервниот газ новичок, кој бил користен и во труењето на поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија. 44 годишната Даун Старджес, мајка на 3 деца, вчера починала во болница. Таа и незиниот пријател 45 годишниот Чарли Роули биле најдени во безсознание во една куќа во Есбери во минатиот месец. Ова место е оддалечено на помалку од 20 километри од Салсбери, каде биле затруени Скрипал и ќерка му, кои по долг болнички третман биле излечени. Европската комисија и САД реагираа за отстранување на главниот обвинител на Националната дирекција за борба со корупцијата во Романија, Лаура Кодруца Ковеши, потенцирајќи дека државата треба да продолжи да се бори против корупцијата. Европската комисија ја предупреди денеска Романија дека ако резултатите од борбата со корупцијата во државата се влошат по отстранувањето од раководната позиција на Националната дирекција за борба со корупција, тоа ќе биде земено предвид. Британската влада денеска соопшти дека премиерката Тереза Меј го именувала министерот за домување Доминик Раб за нов министер задолжен за Брекзит, односно за спроведување на британското излегување од Европската унија. Именувањето на Раб следува по оставката на досегашниот министер Дейвид Дейвис, кој се повлече од функцијата незадоволен од исходот на состанокот на владата во петокот. На тој состанок Меј побарала министрите да се обврзат дека ќе го почитуваат договореното со унијата. Тој договор според Дейвис не би значило вистинско излегување од ЕУ, туку обврзување кон правилата и регулативите на ЕУ. Спасувачките напори за излекување на момчињата и нивниот тренер од пештерата во Северен Тајланд за денес се завршени, истакна еден сведок кој учествува во спасувачката операција. Вкупниот број на момчиња извлечени од пештерата за денес е 4. Вчера исто така беа спасени 4 момчиња. Во пештерата устануваат уште 4 момчиња и нивниот тренер, кои се очекува да бидат извлечени утре. По извлекувањето момчињата веднаш беа хоспитализирани. Денес е 17-ти ден како децата се заглавени во пештерата. Најмалку 100 лица загинаа поради невремето и обилните врнежи што деновиве го зафатија западниот дел Јапонија, соопштија тамошните власти. Портпаролот на јапонската влада, Јошида Суга, рече дека меѓу настраданите има и 13 што доживеале инфракт. Обилните дождови предизвикаа порои, лизгање на земјиштето и поплави, а многу жители останаа блокирани пред да можат да ги послушаат наредбите за евакуација од локалните власти. Патиштата во некои области се блокирани и е издадено предупредување за лизгање на земјиштето. Воени камиони се испраќаат во некои делови од Јапонија каде што канализацијскиот систем не функционира. Иако Јапонија е една од најмодерните земји во Азија, руралните области секоја година се соочуваат со поројни дождови кои зад себе оставаат жртви и материјална штета. Денес имавме облачно време со повремен дожд и грмежи, дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 17 степени, а дневната од 21 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи,
Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 10 до 18 степени, а дневната од 22 до 27 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.